Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Драги мои, добре дојдовте во новото издание на Старс. Денес сум особено срекна затоа што со нас присутни се две прекрасни дами кои можам слободно да кажам дека се гордост македонска или поинаку кажано светско, а наше. Што тоа значи? Тоа значи дека двете подеднакво се доказ за тоа дека убавиот глас надалеку се слуша, доказ се исто за тоа дека со работа, труд, посветеност и уникатност може сите бариери кои што животот ги принудува едноставно да се рушат и да се вивнат кон врвот. Чести задоволство ми е што можам да ги најавам Тамара Тодевска и Антонија Гиговска. Заслужено. Сакам Фала многу првично. на оваа прекрасна најава, Злато. Мислам дека имаме прекрасна комбинација на гости. Јас навистина ви благодарам што сте двете тука заедно со нас еве да направиме една таква женска енергија, убава емисија. Предновогодишна. Предновогодишна. Луда и уште полуда. Па како влеговте најлуда. тука во студиото? Како влеговте тука во студиото? Не, сврти се позади. Сврти се позадите, мола. Добро, они идат после тоа, знаеш, Така е, после така е, најлудата. така е. Тука сакам уште на почеток на емисијата јавно да се извинам на Антонија за една моја, како да кажам, недобро се изразив на првото снимање на нашата емисија во Старс, каде што можам слободно да кажам дека навистина имам високо мислење за тебе и тоа што тогаш, пример, како и да звучало, ниту било планирано, ниту било намерно. Така да, сега почнува нова година, сите помалку добри работи да ги оставиме во старата и да си ја започнеме како Како што прави гледаш, она дами, ја како оставила прави жени. веќе тоа и дошла тука кај тебе во емисија, воопшто немаше потреба ни да го кажуваш Јас сакав ова. така да си биде се чисто, се како што треба. Може, Антонија, така? Фала ти многу, мило ми е и ми значи ептен. Мислам, секогаш може да дојде до некаква недоразбирање. Јас не сум злопамтила, никогаш не сум не била. Затоа си ни тука и денес, Просто. тоа е И доказ. живели во тоа име. Ајде, живели. Ајде, многу сум Емисијата далеко, може уште да од почне. Винцето сум многу чекав вака се. Ајде, ќе снимаме подолго време. Антонија, кога веќе ја започнавме со тебе, сакам да те прашаме ви тебе. Знаеш ли да се извиниш некогаш кога ќе погрешиш? На сите ли се случува Секогаш да и кога не погрешиме? грешам се извинувам за да смирам топка и да направам компромис. Јас мислев ќе кажеш, ма и не сум бре, не попуштам до крај. Па, и не сум да, ама најчесто јас сум таа што попушта. Така, Тоа е прави баш убава балансот. особина. точно. Да. Тамара, некако тебе полека, но сигурно те вадим од таа медиумска илегала во која што си имаш завземено некоја баш комфортна зона и јас мислам дека навистина е жално овој прекрасен лик, дело, вокал и се тоа што имаш да кажеш, да го сокриеш од лицето на јавноста. Кажи ми, еве, после неколку години поминати, немој да ми правиш такви фаци, после неколку години поминати, медиумите успеали да ти влеат некаква доверба? Ти помина ли таа лутина што ја имаше? Па успеа да ми влеат не само доверба. Не доверба. Значи тотална не само доверба, со оглед на тоа што се изнаслушав за себе и што се не прочитав. Имав некако потреба да малце ме нема во јавноста и да не сум присутна во медиумите, зашто каде и да се појавев бодев очи и бев критикувана за најмала ситница и не дека ми влеа само доверба, погрешно се изразив, него едноставно сакав да малце ме нема. Откако веќе јавно се извинив, откако кажавме некои пофални зборови, јас сакам да кажам дека за вас двете има многу слушано дека си наликувате една на друга, иако сте реално во години мала разлика. Голема. Мала разлика, ајде сега тоа нема да се кажува, нема да се. Колку имаш? 3. Он има 23, ја имам 39, значи Добро бе, воопшто Тамара, не е мала реков, разлика. мала разлика во години, тоа никој не мора да го знае. Исто така го донесовте најголемиот пласман
во Македонија со донесе. Евровизија, го донесов. го Без донесовме. тоа што сепак тоа е Апсолутно го тимски донесовме, така е, тоа е тимска работа. Тимска така. работа, мислам дека сите заедно бевте таму и го донесовте тоа на Македонија, што е за секоја почет, Значи, како што кога го год да кажате се на збори почеток. на оваа Да, и јас тема, почнав. Добро, ја готово. have Ама goosebumps, видите, I have goosebumps. ова беше само кратко да кажам пример зошто двете пример ми сте тука заедно во студио. Ништо страшно. Добивте двете јавен линч за кој што машки се изборивте. И ти и Антонија, И се буквално. подржувавме меѓусебно. Машки се избор. Тоа сакав сега да го кажам. Кога и да се спомнеше Тамара Тодевска, Антонија секогаш завземаше таков добар став Гард. за тебе, да. Истото и обратна ситуација. А никој не сме се договориле. Сега сакам да ве прашам, што е она што ве поврзува покрај музиката? Па најверојатно Да тоа се што сме штитите, жени, да се- тоа што сме жени е пред се првично, а второ затоа што се познаваме и приватно и затоа што знаеме какви сме и приватно. И најверојатно заради тоа си ја даваме и поддршката во секој сегмент. Антонија, ти што мислиш? И ти Па го мислиш истото истото? мислење го делам. Ние сме приватно многу блиски и се јавно вака да кажам уште не ми дошла дома на кафе и на ручок да го види Кијан не дошло уште одамна вика дека ќе дојде. Така да мислам дека ние Има време од ќе старт дојде. сме биле поддршка и уште кога почнав да се занимавам со музика и кога почнав да пеам, тоа ми ја даде поддршката од Кажа сам сега старт. и во така да- некој интервју дека за следна Евровизија пример кој би гледала, тебе те спомена. Па види, Антонија, ајде сега нешто е тука и нешто е моја, Пофалете се нешто ја малку, ајде. сакам, мислам, стварно е еден целокупен артист, што се вика. Апсолутно се сложувам. И за мене е тоа победнички човек кој што има атрибути, што се вика, за да го износи тоа све кое што таа Евровизија чудесна го бара. И затоа и ја издвоив неа од сите кога ме праша кого би требало да пратиме на Евровизија. Прво, она има повеќе самодоверба и од мене, кога имав 23 години, што е за мене фасцинантно. И ми е драго што се бори, што прави се за да го достигне тоа што го сака. И не можам да не ја дадам поддршката, пошто ја заслужува. Многу ми е убаво вака кога ќе се фалиме сами меѓусебно едни помеѓу други, ама навистина тоа е многу голема човечка особина. Да можеш Повеќе да се го грдиме пофалиш. отколку што се поддржуваме. Така е, И сега точно. последно нешто видов за Каролина Каролина, Гочева и јас го дека видов. имало нешто од наша страна Точно. македонци дека ја саботирале, дека и правеле нешто за да не го одржи. Многу добар говор кажа Каролина. Кога сите не напаѓаат, ние се напаѓаме уште повеќе самите себе. Сега не знам дали беше точно така кажано, но суштината е таа. Тамара, од прилика пред година дена имаш објавено во медиумите дека време е да се освои Балканот. И тогаш правеше баш големи промоции и надвор од државата, се со цел нели да се распространи надвор од Македонија нештото. Кажи ми тие амбиции до каде отидоа и дали се оствари сето тоа што тогаш го посакуваше? Единствената причина заради која што јас сакав да го освојам Балканот, мислам покрај тоа што Сите треба да сакаат, нормално е покрај тоа. тоа што многу порано сум можела да го направам тоа, не сум го направила, тоа била првата причина, што не сум го искористила тие моменти кога сум можела да го направам тоа заради X причини. Никој не знае сега, ни ја не знам да ме прашаш. Втора причина беше затоа што Ниагара, конкретно таа песна која што ја промовирав и која што сакав да ја испромовирам на Балканот, беше песна која што јас ја напишав, која што мене ми дојде во тој момент на српски јазик. Не можам да го објаснам уште тој феномен. Затоа што така требало да биде, тоа е тоа. Едноставно таа песна мене ми дојде како нешто кое што требало да се случи. И тоа беше првата песна која што уствари јас лично ја напишав и ја искомпонирав заедно со Лазар Цветковски, нашиот Да го поздравиме. продуцент, да го поздравиме Лазе, кој што имаше увод да го слушне тоа ја што имам да го кажам и го преточи и во музика и во аранжмани во се. И така тргна уствари таа целата приказна. Ниагара пројде одлично. Ја имав некои промоции таму во Србија доста околу таа песна и све супер пројде, меѓутоа за мене, ако мене ме прашате, еве и тебе, ако ти значи нешто, ако сакаш да го освоиш Балканот, мислам дека треба да си во жижата. Треба да си во Белград. Да. Пошто во моментот кога Мислиш дека тебе ќе тука ти не се може, јават, пример, тоа да се не, направи? знаеш како, тоа кога тебе ќе ти се јават Тамарице, треба да доđеш на дешавање за пола сата,
Тамара не може да дојде за пола сат, може да дојде за 3,5 сата. Треба да си таму во жижата, за да бидеш присутен и да те има постојано. Точно, јас. И мислам дека тоа е нашиот хендикеп кога е во прашање на освојување на Балканот, зашто е многу потешко од Скопје и од Македонија да го освојуваш Они па Балканот. како освојуваат? Како ја освојуваат тие нашата територија? За- И тие не се тука? Добро прашање. Не Не се кажувам. тука, меѓутоа од таму тргнува се. Тоа е многу поголем пазар, многу поголема публика, многу поголем инфлуенс на се останато околу нас и затоа има на нив најверојатно многу полесно. Тамара, во последниот период исто така ова беше твоја плодна година. Не знам зошто, ама некако ми се плетка јазикот. Дали е до виното или што е работата, не можам прашање да ти Плодна поставам. година за мене ова не беше. Ако ме прашаш мене, ова беше за мене една многу тешка година. Што приватно, што професионално, што на секој поглед. Како ме гледа, види. Направи многу песни, сакав да кажам на музички план идва да е многу песни. Да, меѓутоа пак не е тоа што јас од себе секогаш многу повеќе очекувам. Бев спречена оваа година да ми се случат некои многу поголеми работи од X причини, сега да не наблагаме. Меѓутоа може многу подобро. Јас едва чекам да заврши оваа година, искрено. Има само уште неколку дена, има така да само без уште неколку грижа. дена, еве декември го гураме уште со последни сили. Се надевам дека и овој ретрограден Меркур ќе заврши што поскоро и дека ќе влеземе во новата година со нови сили, нови победи и дека ова што сега го кажуваш дека јас сум имала плодна година, ќе ти биде смешно следната. Да, Боже, нека биде и нека се оствари така, знаеш. така. Сега спомена нешто што го кажа Антонија пред да го почнеме целото Дека ова не знам што снимање. сум кажала, подсети. Заборај. Па сега само што кажав, јас пример си очекувам од животот, си очекувам, мислам, нешто многу што е сум убаво да тргнала да работам. фантазираш. И сега ми рече, јас никогаш не очекувам ништо и затоа можеби работите кога ќе ми се случат, ми доаѓаат убаво. Лаже. Не може очекувам да искрено. Не можеш да не Не, очекуваш. не, искрено. Не можеш да стварно. не очекуваш затоа Биде што очекувам, ова не мораш да ова е Тамара. фантазираш во животот и да се замислуваш себе си и да Е, се визуализираш себе Јас си. се замислувам Па, многу тоа е и тоа. сонувам многу, ама па, некако тоа е не тоа, очекувам премногу за да не се разочарам. Малце ми е... Сега ќе ти кажам една ситуација за тоа. Ете, Не очекувај ова. премногу за да не се разочараш. Недела Тоа дена пред Евровизија седам во локалка и мој многу добар пријател кој што ме испраќа сега на Евровизија. И јас сум целата под еуфорична, под импресии, Нормално, така. многу очекувам, значи имам песна во која што многу верувам и он вака ме седна и ми кажа: "Многу сум среќен заради тебе што ова се ти се случува, меѓутоа немој многу да очекуваш. Ние сме мала земја, ние не можеме да направиме нешто вау. Едноставно, мислам дека не треба да очекуваш многу за да не се разочараш." Па да, Ама ама треба па да ако не очекуваш, очекуваш Значи ништо. малце, јас на тоа, на истиот тој човек му одговорив. Јас очекувам да бидам седма со овие зборови да умрам да не се мрдам сега. Јас очекувам да бидам седма од сите. Жими мајка, како ме гледа. Јас ова би го очекувам да услушнат. бидам седма и очекувам да направам најдобар пласман за мојата земја ever на Евровизија. Ваши. Сега се кладиме? Ја викам, важи, ќе се кладиме. И ние се кладиме. Завршува Евровизија, ние завршуваме 8-ми, така беше? Погрешка, нормално, затоа што Белорусија ги менува бодовите, гласовите и ги чита 12 поени му дава на тој што треба да му даде 1 поен. Ги чита обратно. обратно, така. И ние добиваме од Белорусија 1 поен, така нешто беше, а од некој што требала 1 поен да добива 12 поени. така. И се прави забуна со гласовите, за на крај после месец дена и се испостави дека уствари ние сме биле првиот жири и сме биле 7-ми на крај. Од публика. Не од публика, него од глас, целокупните да. гласови. И ја го добивам повикот на 1 јуни на мојот роден ден во истиот тој локал во Три Кичен, заедно со истиот тој мој другар кој што седи караш и мене. И вака читам, слушам како ми кажуваат дека уствари ние сме првиот жири. Треба да се фантазира и Да, треба да се апсолутно. очекува и треба да се сонува треба и да се се. сонува Така е. и ако не се сонува не може ништо да се случи, така што no, that's wrong.
И јас сум апсолутно за се ова што го кажа, поради тоа што и јас сметам така. Доколку имаме сониште, имаме визија, имаме цел, што сакаме да направиме во животот, како така некако ќе се оствари, ќе се наместат коцките да се изреализира. Иако го кажува тоа, сигурно сум дека и текако има големи амбиции. Не, јас со ова ми фантазирам многу. Ма нека да признае. Да се разбереме, не. Со ова ми фантазирам многу, дури и онака што се вика за мене, пример, невозможно, ама јас си го сонувам и си го фантазирам и мислам дека би можела. Меѓутоа, одредено, пример, не знам, за песна, пример, конкретно, никогаш не чекам премногу, за да не се разочарам на крајот исходот. За песна конкретно. Така. Сакаш да ми кажеш, извини, Ајде. ќе ти се Нема проблем. Сакаш да ми кажеш дека за жена не очекуваше таков успех? Очекував успех, ама дури ја и Лазе онака бевме изненадени од целокупниот. Не очекуваше дека ќе биде бомбастично, дека додека ја пееше таа песна не ти заигра тука? Ми заигра. Па тоа е тоа. Ми заигра, Па да. тоа е тоа, ама љубави. Не знаев дека доволку ќе биде. Јас можам да кажам Мило ми е. единствено дека Антонија дефинитивно е пример за тоа како еден млад изведувач треба да чекори Така е. за работа И јас и се за било согласувам. што, поради тоа што не се тука само тие песни, ете изводов песна, него поместува граници кога е во прашање и музика, спотови, женска химна извади, што не знам дали се случило Та се некогаш. случи правот беше женски химна. Да, добро, пред некое време, точно. Слушала. Сега во ова време, пример, на вистина, некој што поместува граници, можам да кажам дефинитивно дека е Антонија, колку си горда на сето тоа? Еве, може би не си Па очекувала, ама колку си горда, Колку си кажи правот? ми. Сум праут. Ете така. Од 1 до 10. Ајде. 11. Сум праут, 10 сигурно. И многу ми е мило што ете многу жена допре до многу жени и некако приказната цела е приказна на сите жени, секојдневие некако на сите жени. Нема поголем фан од жените. Не може ни еден маж да биде таков фан како што може жената да биде. Да, тоа се слагам. Па си одбрала тогаш добра таргет група. Да, апсолутно. И на настапи се жените онака баш Најгласни. најгласни. Така да ја слушаат, жена ја слушаат и мажи што ме изненади, ама нели нормално не ги вреѓаме, кажуваме дека право машко знае како се сака жена. Не, тука не сакав да кажам само за жената, буквално за се што правиш. Ете, пример со два бона што кажете ми имаш кажано дека планираш дует со Врчак. Да, ама никако Исто не и може да се Антонија го десат има. моите Дали ќе дуети. биде Јас сум малце трио? покомплицирана. Ма Со не сме Врчак- размислувале на таа тема, али може да се случи. А Песната зашто со вие две Врчак не е- извадите? Делумно готова. Значи, само вие двајца сте, не и Тамара. Тука сакав да прашам Да. дали е можеби некое трио. Можеме на Макфест. Трио, Следно ја и она треба дуо да направиме. Трио. Дефинитивно. Сега тоа Пошто- правиме во овет надвор. Дека Да, немаш зашто дај да испееме, зашто вика, некоја свиревме, женска да. песна. Зашто свиревме Дует. преска заедно и сваќаме уствари колку ни лепат гласовите заедно и колку добро Ајде, звучиме. може би еве ова ќе ви Јас отвори сум за. некои други И јас сум хоризонти. За понатак. Лазе, слушаш, Лазе? Лаза, ако слушаш, треба Седи да направиш направиш една некоја женска добро, химна. да. Тука може и мажите да ги фатиме малку. Може. Сега беше гостинка на концертот на Александра Пријовиќ. Кажи ми еве вака, откај ја запозна малку поодблиско. Каква личност ти се гледа? Дали пример со нејзи би гледала, би парирала во некој дует? Гласовите, стилот на музика, стилот на изведба. Не можам, не, никогаш не вели никогаш. Јас сум од тие пејачи кои што можат буквално се да испеат, а и Антонија исто, фала Богу. Мислам, ние сме свестрани и ние сме талентирани и ние можеме што сакаме да испееме. Од опера до турбо фолк и до изворни народни песни, и до хаус музика, и до диско, и до блуз, и до сол, и до што сакаме. И жената знае што прави и знае што сака, има сериозен тим позади себе. Меѓутоа, не знам дали би се видела у таква комбинација. Во таков дует. Да, во иднина. Али, тоа што ете го испеавме македонско девојче заедно и целиот тој концерт, јас имав концерт на концерт. Значи, многу беше се фино и убаво испратено и од публиката, имавме супер поддршка. За мене експериментирањето ми е у крвта и сакам да експериментирам. Така што не викам не дека би можело да се случи некаков таков дует.
Али еве поише би сакала со Гига да направам. Ајде, јас се надевам дека, еве, пак кажувам, ова емисија се надевам дека ќе отвори некои нови хоризонти за побрзо да го реализирате тоа. Вие може и потајно го размислувате, ама ете кој ќе го направи првиот чек. 565 пати. Уште 2019. Епа добро, 5 години, еве 6-та веќе ќе почнува, На Лазо значи уште ние му фалиме у студио периодов. Лаза е толку креативен периодов што Да. дури ме изненадува онака пријатно и му Сите се јави. песни му влегоа во Да, трендинг му се на јави Лаза. пред некој ден, викам Лаза, свака част, секоја чест. апсолутно. Викам супер си, креативен периодов, викам да те фатам. Немој броски, немој сега, жиди се. Чекај да се олапам. Не знам кај сум. Сега сакам тука да ве прашам, нели мислите дека кај нас на македонските артисти некако како да фали некоја жар за да може да си го направат она што го замислиле или да не се задоволуваат со малку за да може да стигнат и тоа преска што го зборевме Да, тоа е за поддршка. надворешниот пазар може да се освои. Така е, ама Ама поддршка ни треба да загризиш Не, добро само и да тоа, него ни треба работиш. поддршка. Ние ја немаме. Ние во Македонија мислам дека ја немаме таа поддршка како сите А од каква надвор што поддршка? доаѓаат. Па поддршка е секаква. И на социјални Медиумска мрежи. имате, медиумска И имате. порака да ти напише да ти дојде на промоција на албум. Јас направив промоција на албум и дојдоа само тројца. Зборувавме за Така тоа. да не знам, еве Тамара се врти дека и она не даде. Чекај, ќе кажам на крај. Поддршка, не. Ајде, Тамара има деца оправдани. Да, апсолутно, Не тоа знам. две. Ти Да. едно имаш, едно ко едно, две ко 100. Така да, еве, не знам, сега е актуелно и TikTok. Јас можам на секоја песна да се снимам нивна, тие не можат на моја да се снимат, не знам зошто. Или ја можам да отпеам, пример, песна од Тамара, од Лозано, од не знам, од било настап? кој на настап, они мојата е како не се незе ќе ја пеам песна. Па Нема додека потреба како не такви нема да работи. одиме, да, нема да Не. одиме напред. Антонија, знаеш што, за тебе исто така добив некои не знам дали Информации? се вистини или не вистини, не е ни Сигурно се битно. не Праши вистини. се што гледаш, си Да, си јас се ќе те отвориш, прашам, па ти што сакаш. Не, ако сакаш одговори ми, ако сакаш не, во секој случај мислам дека е исправно дури да не е, дека си платила за да гостуваш во едно познато српско шоу. Тука пак сакам да се надоврзам, дури да си го направила тоа, те поддржувам апсолутно затоа што и тоа е дел од кариерата, значи си вложуваш за да ти вроди со некаков успех. Такво нешто не се случило, зашто такво нешто не постои. Извини. Нека платат и они па нека ги примат Браво. во емисија. За тоа ја сакам. Па види сега, ако имаш можност да платиш и да платиш, еве јави се. Кај Огне Намеджич. Сакам да гостувам, да ти платам, може? Или пример да најдеш пиар и да ти плати пиарот, да ти договори да гостуваш. Ова е само добиена информација до мене, значи јас ниту знам дали е точно, слушнала ниту... за ова, да. Нека платат. Ја не сум Нека се јават и нека му кажат на Огнена, бе, треба да гостува, да плати, пример, може не да знам. плати, у еури има. Да. Треба да дојде да го може ли колку да плати? Кој е добро, кој е па тој? дури, Кој е па таа? дури да се плаќа. Еве, ти Тамара, Види, пример, да плаќаш сакаш нешто пиар. да направиш. Зошто бе луѓе, па тоа не е лошо? Ама тоа е за пиарот се плаќа, промоција. тоа е Пиарот се друго. плаќа, Тоа тоа е е друго. друго скроз. Пиар кој што ти го работи, кој што ќе се однесува со јавноста. Па. Пиарот се плаќа и тоа е природно и нормално во светот на шоу бизнисот да ти го платиш својот Ние пиар имаме кој и што тука ќе пиар. отиде ќе те нуди на една, друга, трета емисија, ќе ти договори интервју таму, пишано интервју во тој весник, во оној весник, значи тоа се плаќа. Тоа србите го пратат кога ќе дојдат кај нас. Ама еве, јас го платив тоа. Па, Јас ама сите јас го кога платат. ја промовирав Ниагара, јас имав жена која што ја платив за да ми ги договори сите тие Точно. интервјуа и пишани и Гостување во телевизиски емисии? гостувања и сето тоа, ја имав човек кој што тоа го работи за мене и тоа е нормално да го имаш. Зашто како иначе другачие нема? Сигурно ја да се јавувам, ало, сакам да ви дојдам во емисија. Па добро, Точно. ете многу ми е драго што Или- ете им Или пак одговоривме ќе на му сите што текне се прашувале. или пак ќе му текне на било кој од тие да ми се јави на мене да ми каже еј слушај, чуе сум имаш нову песму. Би ти дошла кod мене во емисија. Да. Сум кај живеем. Види, и треба да се плати пиар, си има човек што тоа е пиар, си го плаќаш за да ти договори одредени емисии, додека си таму, ако сум таму, пример, во Белград, сакам да отидам на И да 8 го емисии, искористам така, да и да го искористам искористам времето. максимално Така е. времето. Максимално, така да ако еве јас сум се појавила на Пинковиот звездице, јас сум имала можност 100 пати да гостувам во Амеџика и Огнен и не викал. Ама јас не сум можела пошто сум била мала и пошто сум имала, не знам, сум имала обврска да ги малтретирам и моите да ме носат. Тоа било
значи гостуваа деца од Пинковец звездица. Дали може сега да запееме нешто? Ајде, многу тука се Еве, запејте. размуабетивме народно Ајде. кажано. Може? Биди тој што вети ке бидеш, да биди тој. Совеста не ме гризе, ти биди тој, биди тој, мирот мој. Нема правила, нема правила, кога срце не слуша, памет не бира. Како да ми читаш мисли, со еден поглед ти сруши ме, сруши како домино. Сруши ме, сруши како домино. Ова срце како песна ти погоди го или ослободи го. Само немој да го срушиш како домино. Само биди мој свет и ајде, само биди мој сон и ајде. Моје небо, моја земја, и кога никој нема, со тебе немам гајле, јас со тебе да немам гајле. Право машко знае како треба да се сака една жена, 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 жена. Не живели. Може. Живели, па Чекај, нормално. што би рекла Карелша, јас сум без Ајде, гачица. полека, Секунда, полека. Мало секунда. Мало овако, чекај. Тука секако Е, сакам сад да овако и сад истим том. Ке се враќа назад. Полека, опа. Тука сакам да ги поздравам нашите пријатели, помагатели, тоа се Вардарска долина, Шато Ризов и секако на сите вас сакам да ви препорачам топло да си набавите по едно вакво прекрасно винце за на Супер вино. некоја точно празнична трпеза. Па и за дом Затоа што- не мора за секој ден, може не мора за И за секој ден може така, еве, за секој ден јас сега ќе ви подарам по едно за дома, повели Тамарче, ова е. Ларе. ова се- До сега никој на среда мисија не ни дал поклонче. Да, обично све на крај ни дава. Сега има тука. Има. Маријан, дали Маријан, ќе ми ај. помогнеш? Да, ти Антонија не Да. може да стане. Дека сум Имаме без со, знаеш, со хендикеп ние малку денес со Не ова сум, не позади. сум, немојте па да ме нападнете по портали, не сум без гаки. Не сум. Ти Не, треба не, да се збориш да си. Да молам. Доста е. Секако оваа прилика сакам да го поздравам нашиот генерален спонзор, а тоа е Државна лотарија, кој што во својата фамилија воведоа новитета, тоа е новиот Instant Loss Titanium, кој што им овозможува на сите љубители на игри на среќа да освојат еден од 14 автомобили и секако многуте парични награди. Тамарче, кажи ми дали веруваш во игри на среќа? Не. Антонија? Не. Ајде затоа сега. не Државна учествувам лотарија, наистина. Државна лотарија ве предизвикува да ја предизвикате среќата. Тука имате грепки покрај рекламниот материјал. И ја и Тамара сакаме предизвици. Така што сега ќе видиме, после ќе си изгребете да видиме дали нешто се паднало, така Зошто да после? Антонија гледај Сега како ти сакаме. испочитував. Абе, ептен. Си дојдов до таму, макар што и мене ми е фустанот краток. Дори некој Сконцентрирај си се. игра со топчиња, некој гребе грепка, еве пример Тамара си ја сокри дури фацата да не ѝ се гледа, да не дознаеме Дека ја дали не се играм игри. паднало Не, нешто. дека ја не играм игри на среќа. Гледај ме. Влегов у ливчето. И тука секако сакам да ја најавам и рубриката Жешка енигма на Ангела. Здраво, драги мои, добродојдовте во уште една жешка енигма. Со мене Ангела, мање битна во овој случај. Тука се Тамара и Антонија, кои што денеска сакам главната улога да не биде во мои раце, туку да ја предадам на нашите главни протагонистки од оваа страна на студиото. Тоа се Тамара и Антонија, денеска во жешка енигма со жешки пијачки. Имено имаат по една палка во своите раце, кои што се надевам дека правилно ќе ја искористат и по 4 топчиња. Секоја топче треба да се најде во една од овие 6 чаши, односно, ако Антонија погоди една од чашите, ја предизвикува Тамара да пие и доколку Тамара погоди една од чашите, ќе ја предизвика Антонија да пие. Дали сакате и малце успесна
Успесна нека биде. Ајде. Што се каже? Ајде. Со весело. Утри муја у тамбуре. Са, ој са. Немаш појма. Без да ме годите Не мене. кажа, дека немам појма. Рече она и забаци Ај, го. ај. Ама ние нема едно да погодиме, Ние знаеш. нема, така. до Ај, утре чекај, вака да пробаме. Ај, за малце. Ја и твоето го зема. По-високо. Оп. Чекај се ја. Ајде. Сакаш што портокалова? Ти менја. До утре сме тука, човек, 100% ти. Ама крива ви е масата. Криво е море. Криво е море. Ај, хејчи. Добра. Не знам Сега дали треба ви дали ви е до песна сега, ама Тамара колку можеш храбро. Храбро, не е толку лош. Ова мириса на циме. О, да беше. Чај. Сега кога ќе огрмне цело. Ова е чај. Ај уште еднаш пробај. Брат, чај. Ајде, човек. И некој е какао, камилица, така? Камилица или нане, нешто така. Ова е вода со бибер, продолжуваме понатаму. Океј, сиđи се. Бегај, трни го тоа, вако прљаво топче. Оп, Ајде, сите, додека не ги погодиш. ајде, добро. Ама ние... Еден. Пак? Пак, нормално Опа! дека пак. Ајде да На младите видиме. светот останува. Ова е кафе. Кафе, Го, точно. го така? Еден поен за мене. Ајде. Ајде, живели. Живели. Чекај, престани. Не, тоа треба, тоа е оцет. Како знае дека е оцет? Скроз е оцет. Ајде, ама напиши Нека се се. напиеме од оцетот да види дали е оцет. Ајде. Ајде, живе. Ајде, Ајде. живели? Храбро. Не, ова Ајде, не се живели, ајде. брат. Нека си. Топа. Добро, ќе го тргнеме. А кафенцето? Осте супер ми е. Ајде, добро. Мора да погодам. Да се напи фуцет. Па. Ајде сега да видиме што пиеш ти. Нека не. Ајде, живели пак, живели. Може ова. Дека си. Ајде. Вино. Добро. Вино е, чим го пие вака вино. Колица е, Кока-кола. брат. Да, дај ми. Ајде. Ама после кафето, после кафето. Ајде прво кафе, па Ама се кока-кола. напив ја од кафето. Како да не си Ама се кока- напила? Е, све пратиш да... Изветрена кока-кола. Ама напи се храбро. Храбро напи се, вика. Ти реков кока-колче, дека ќе ти треба. Палки. Што беше ова? Не беше кафе. Не, кафе со сол. Размисли ако сакаш па да се мажиш. Тоа се давало. Ајде, уште две. Ајде. Ајде. На здравие нека ви. Ала, брат. Ова ти е знак дека не треба да се мажиш. Престани. Немаш. Нема да погодиш сега више. Црвено вино. Погоди го, ајде да се напијам, човек. Не бе го утнав, гледај. Ама немој толку Не бе, нема силно. шанс. Ајде, удени го. Да. Оп. Ајде вака. Затоа што Тамара веќе сладко ни се заслади, ќе Со соленото уживаш. кафе? Ќе уживаш во Во овој винцето? пијало, а рубриката ќе ја завршиме со Антонија Што не погодивме ништо. Пиејки. Сок од јаболко. Ајде, живели. Ова е многу јако за мојот организам. Сок од јаболко. Не, ова со кода. Јас смеам да го пијам. Ракија. Шо е ова, узо? Не знам шо е. Како може узо да е жуто, бе? Не знам. Појма шо е. немаш. Стајна боја. Ракија е ова 100%. Не, ова ова е ни е чистото винце. зејтинче.
Баш. Драги мои, се насмеавме до солзи. Не би можела да им се одолжам за тоа што им го приредив, но еден мал гест од нас и од нашите Азелеја МК ви давам вредносен ваучер да си купите по некое парченце облека, повелете. Фала многу. Откако убаво се насмеавме, откако баш им се допадна играта на Тамара и на Антонија што ја смисли нашата битолчанка Ангела. Не, Ангела, како ме навлече да не го проба ова, ајде пробај го. Кафе со сол, не ли ти Опасна е. е сраб? Опасна е. Битолчанка. Битолченка. Ете, тоа е тоа. Сега имаме уште една рубрика, но пред таа рубрика сакам да ги поздравам нашите Азелеја МК и на сите вас да ви препорачам да си разгледате кај нив на нивниот Инстаграм профил за се она што ви е потребно и за новогодишните пригоди и како што кажа Антонија, па може и за секојдневно, затоа што има буквално за сечи вкус, буквално се. А сега одиме со рубриката Во длабокото со Ем. Што тоа значи ќе оставиме на Емче сама да ни каже. Повели Емче. Ај, да тансуваме малку. Да тансуваме, ајде. Тансуваме малку. Ангела, Ајде. може его од Тамара. Леле. Лажи ме, изгоревме. лажи ме. Сакај не Еј! така пак те шармирам. Ајде да им се придружиме. Лажи ме, сакај не рани ме. Ова е моје его. Допираш ти да него. Лажи ме, сакај ме рани ме. Значи, испливавме во длабокото што се вика скроз. Здраво, Тамара. Здраво. Како си остуваш денес? Прекрасна си. Да? Да. Многу ми е драго што сум вечерва тука заради тебе уште повеќе. Здраво, Антонија. Hello. Како си денес? Одлично. Антонија, гледам многу коментари каде те споредават. Споредуват. Вашиот лектор за Гледам многу пригоди. коментари каде те споредуват со Майли Сайрус. Јас мислам дека... Не сум прочитала. Да, многу! Јас мислам дека е убава споредба. Бова е И од твоите фанови. И ти што мислиш за тоа? Па, добро. Майли Сайрус рече или Марија Кери? Не, Майли Сайрус. Мислам од Ма она сака да ја споредуваат со Марија Кери. Сака други. Не, ќе кажав дека сум далеку од Марија Кери, дефинитивно, вокално. Мислам од ова песна Жена. Аха, ради Да. стилот, косата, Да. да. Сум прочитала за Леди Гага, искрено, дека наликувам на Леди Гага, ама за Майли Сайрус искрено не сум прочитала, ама ми е мила секако. Сам ја сакам многу и ја слушам нејзината музика. Две прекрасни плавучи, две прекрасни пејачки. Славуши. Сакам да ви кажам дека сум горда. Добро. Што сте денес овде заедно со нас. Ние сме горди на И тебе, ние, љубави. Пен. Фала многу. Македонија здраво и на сите бас кои што сте пред малите екрани. Време е за мојата рубрика во длабокото со Ем. А ние мислевме ова е рубриката. Значи уште подлабоко Да, имала. идемо уште подлабоко. Океј. И девојки мои убави, ако сте спремни, Премни сме. да започнеме. Може. Со Тега кој? дено. Со Антонија или со тебе? Со Антонија. Ја мислим ќе кажеш со мене. Ајде, може. Добро, Антонија. Прв прашање. Затоа што, иако си многу млада, имаме на вистина турбулентни Oh yeah. Знам што сакаш да периоди во животот, па би те прашала ако твојот живот би бил филм, каков Жанр. Извини, Жанр? каков жанр би било тоа и зошто? Драма. Драмица. Блага драмица. И зошто?
Акција. А зашто да не? Драма со акција. Драма, да. Драма, дефинитивно. Може и акција, зашто да не? Да. Драма од акција. То. Што е она што го правиш кога никој не те гледа? Кажи ми нешто што до сега не си го открила во јавноста. Никој не ме гледа. Не знам. Мразам да сум сама иначе, не сакам да сум сама. Така да, ај ке ми текне, ке ти кажам. Показно Ке ти кажам, ветувам. Добро. Трета прашање. Дали твојата музичка кариера се базира на случајност или стратегија? Па, не е случајност, сигурно. Стратегија би можела да кажам и многу труд и работа. Многу љубов и желба за исто. Супер. Тамара? Ајде, уце. Што најмногу научи од твојот поранешен брак и како влијае тоа сега на новите љубовни одлуки? Не, Кажи, еве што научив. виде ли ти тоа е? Што мисли е? Ни мање ни више. Види ти тоа. Кажи. Па ништо научив дека никогаш не се донесуваат одлуки на брзинка. Животот не е лесен непрекас. Како реагираше на веста дека твојот поранешен партнер чека бебе и се жени со друга девојка? Бебеј. Ја се слушна Наздрави, но не партнер. сигурно наздрави, си ја пеше, наздрави за љубов, наздрави за се. Како реагирав? Ништо, многу бев срекна за него, затоа што е очигледно среќен и реализиран и си ја најде партнерката во својот живот и му посакувам се најдобро, така што немам како да реагирам. Се најубаво за бивши. Супер. Што е најболно нешто до сега што си го слушнала за тебе? Дека сум предавник. Не те разбира. Дека сум предавник. Предавник. Ти предавник. Дека сум предавник. Да. Да. Знаеш што е предавник? Трейдер. Трейтер. Трейтор. Ја. Кој ти си предавник? Некој. Предавник. Nobody important, but кажал некој, али тоа ме заболе баш. Кој? Queen. Кој кажи да го убијам? Да. Тоа ако нешто ме заболело, тоа ме заболело. Добро. Ми благодарам многу Фала и е. за одговорите и... Чекај да изронам од длабокото. Ме благодарам многу. Фала. Имам нешто за себе тука. Чекај. За себе. Имам нешто за себе тука. Ја потонав, чекај да излезам. Опа! Ова за тебе. Фала. Ево новогодишни Види да подароци Дедо прави Мразич. од нашите Фала многу. Аџико Хоум центар кои што имаат буквално се за дома. Тамара се покажа на вистина како немирна девојка во одговорите на прашањата на Емче. Кај ме најдовте, со мене ли ќе си играте? Не, ама затоа јас поради тоа што ја сакам таа немирна девојка, сакам и да ја слушнеме вечерва. Ајде, Како стоп. звучи тоа? Не труди се да ме промениш, ти велам, не ми требаш само ти. Што? За јас да сум срекна. Браво. Ти не барај да застанам на земја, мене ми треба небото и слободно летам. И кога мислиш си успеал да ме имаш за себе, тогаш веќе што ме снемува
Јас сум немирна ко ветер. Секој ден е за мене нов почеток и нова приказна без крај. Секој ден е неизвесен. Јас сум немирна ко ветер. Јас сум немирна Браво. ко ветер. Антонија, сакам нешто да те прашам, поврзано со песната Жена и со тој стих што ете сите жени некако ги погодува. Кој? Може да погодам кој е? Браво, Машко знае како треба да се сака една жена. Точно. Но јас сега не сакам да прашам точно за тој стих, но сакам да прашам. Што мислеше? Што сакаше писателот да каже? Не, бе, не може да си. Ама добро, нема врска, еве јас ја прашам. Што сакаше писателот да каже? Не, друго сакам да прашам. Во Ајде. заедница што е поважно, искреност или компромис? И едното и другото. И едното и другото. Браво, Кога би Антонија, можела седи да фер. кога би морала да бираш или кога тие две работи се косат Нема едно со нема друго? потреба да се бира. Тој што бара од Мораш тебе да да си бираш, искрен. тој што бара од тебе да бираш, тој не треба да биде уз тебе. Мораш да си искрена, мораш и да правиш компромис за да успее нешто. Не, секогаш треба да си искрена и секогаш треба да правиш компромис. Добро, затоа што веќе Емче поттикна една тема. Пак тука ли ќе те сега за потпрашам бившите? Само минимално, не за бившите, сега за сегашните. добро. Сакам да те За прашам сегашните што е може. она што најмногу го цениш во твојата сегашна врска и дали ова што го имаш сега се разликува од претходното? И претходното да било као што треба, немало да биде претходно, ќе било и сегашно. Што се однесува до новата врска, тоа што го ценам, тоа не значи дека не сум имала во претходната, да не се сега не се лажеме. Ценам искреност, ценам разговор, ценам поддршка, ценам возвратена љубов. Значи се што една жена, како што би рекла Антонија, се што една жена треба да го добие од еден маж, се цени апсолутно. Тука морам да го споменам историјата што го имаше ставано пред некој ден, Хана и Дарен дотерани, онака спремни за да одат на свадба кај тато. Многу убав гест од твоја страна. Кажи ми, еве искрено, што им посакуваш на двајцата? Искрено. Па, ја реков и преска, се најубаво. Хана и Дарен се негови деца и Хана и Дарен се радуваат на секоја негова среќа. А кога Хана и Дарен се радуваат, се радувам и јас. Мислам, ние сме пред се и пред да стапиме во брак, ние бевме многу добри другари и останавме добри другари. Нашиот пример треба да е пример за сите останати кои што се во слична ситуација, дека минатото се заборава, сегашноста се живее, иднината се сонува. Со мачка имам 2 деца и не можам да го оспорам моментот дека е татко на моите 2 деца, на мојот живот, што се вика. Така што му посакувам исклучиво и само среќа и разбирање и успех на секое поле. И ако е он среќен, се среќни и Хана и Дарен. Ако е он среќен, сум и јас среќна. Ако сум јас среќна, и он среќен. Така што мислам дека нема зошто да не посакувам се најубаво. Ти благодарам на одговорот. Антонија, те прашувам кои се твоите најголеми стравови или зашто си немала храброст да направиш, а искрено си посакувала? Ова приватно или? Во животот општо? До сега онака сите постапки ми биле храбро одиграни и донесени, барем според мене и според мајка ми, пошто она ми е стварно многу онака голема поддршка и грб, што се вика. Знаете дека љубовта од мама е љубовта на мама, тоа е. Така да мислам дека сум храбра и сум борец и ќе видиме уште што ме чека. Не се знае утре денот што ќе донесе. Апсолутно е така. Кажи ми како гледаш на конкуренцијата? Дали некогаш се чувствуваш како да се надпреваруваш, ете пример со некои твои колешки за да стигнеш некаде или сепак тебе така полесно ти Ништо доаѓа без тоа? конкуренција. Па сакам да се надпреварувам, зошто да не, и сакам да едноставно дојде момент и се радувам што веќе дојде момент каде што се разбудија некако сите и почна да вадат. И реално ништо без конкуренција, зашто Точно. сам со себе ако се бориш немаш Да, па не е интересно. не е интересно. Нема што да предизвикуваш понатака за да Така да за да еве сега постигнеш некако повисок гледаме дека се разбудија сите колективно и Апсолутно. почнеме да ствараме музика и да правиме спотови. Мене ми е искрено многу драго што некако
дај Боже да се врати времето на Тамара, на Елена, на не знам, Врчак, А на моето сите. време помина. Не. Моето време е уминато. Она збори за моето време како уминато да е. Тамара, кажи ми, ти би можела Емче, ја ли... идам кај тебе со Чекај, Дедо чекај, Мраз. чекај, чекај, Не, јас тука ќе си седам, вие седете си таму. Ја тука ќе си седам до Емче и до Тамара, Петровчанката. апропо разговорот со Антонија, сакам Да, да те повели. прашам, би можела ли да живееш без сцена, без светла, без музика или живот тотално онака анонимно? Да, може на 78 години. Ти благодарам на одговорот. Да, многу не е пријатно. поминато времето на Тамара. Не, ја кажав само за времето. Нивното време беше полно со музика и едноставно онака баш сите слушаа македонска музика и Така е. многу нови артисти имаше Се враќа и сега тоа. сите снима нешто ново, нон-стоп пушта музика, така да ја за тоа време кажав Тамара. Дојди да ја одјавиме емисијата, Тамара, Доживаво. врати се. Добро, откако ја вративме Тамара со Дедо Мразот назад, сакам уште да ве прашам последно прашање, што за вас значи успешна жена, која е дефиницијата за успешност? Сите имаме различна... Дефиниција за успешна жена е срекна жена. Точно. Јас се согласувам. Така што толку И од јас се мене. согласувам. Толку од мене. Јас се што ви посакувам е да бидете успешни на секое поле од животот, да се чекорите така храбро како што само вие знаете да го направите тоа, како велат, среќата ги прати храбрите, ако Апсолутно. добро го кажав, така Добро да го кажа. се надевам дека ќе ни бидете повторно гостинки. И ние исто. Мислам Ајде, дека живели- убаво си поминавме сите, ајде И пак пошто живели излеговме Антонија од вако термин, Ако далеку. може да завршиме, еве повели љубави. Дали може со песна да ја завршиме емисијата? Може. Нели Може рековме нешто дека заедно, Антонија и јас да Ајде, ве испееме. молам. Би ми било чест и задоволство. Први поглед преку рамо одиш, сакам да ти видам патот кој те води. Како суво лист ја згази ме под себе, ништо не е грубо ако е од тебе, по тебе. Кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде по тебе. Кај што газиш мојот поглед бакнува, срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде по тебе. На кој ниво е Леле, се избунив. Ами ја те гледам као теле. Не знам што сакаш да кажеш. Носкиот јазик не постои, се избуни. Чекај, Да не се збуниш и ти да го кажеш. Еви го те гледам како теле. Ме уби. Што хочеш од мене? Молим? Хочеш? Шта хочеш бре? Шта хочеш? Не, ја знам песнава, мала. Не, Што смешки, направи? смешки. Ти стои овде кабелот и изгледа како... Као Монтажа шуга ми да е имам. тоа успеа. Што изгледа? Бутни го таму. ајде. Зошто таму и го напека? Ти кажам, Мојот? Ивана. А, Ивана. Епа нема каде да го закачи. Нема генерација. Нема да Нема генерација да го закачи. Тука секако Тамара! Тамара! Ајде! Што прават бројеве? Ова ништо не е нормално денес. ти да декорациите.